сознание од денешните панел дискусии? Се разбира. Секогаш човек доаѓа до нови сознанија. Треба да ги чуе оние кои се соочуваат со проблемот, за да ги разбере. Ако забележавте, дури и сите кои работат со нив, без оглед дали се координаторки или негователки, велат дека најдобро е да ги прашаме. Мислам дека е крајно време, навистина крајно време, да се замислиме дали сите луѓе, и оние со ретки болести, како денеска оние со церебрална парализа, дали на вистина се рамноправни со сите нас. Бидејќи тие исто така имаат право на еднаквост, право на живот. Значи, убава е пораката, заедно можеме да станеме луѓе и не случајно останавме до крај овде, за да ги чуеме не само оние кои се директно засегнати од болеста, туку и оние кои што го живеат заедничкиот живот. За мене најинспиративно беа нивните искази за асистентите, бидејќи се покажа дека асистентите се нивните најголеми пријатели. Асистентите се оние на кои тие им го на некој начин им ја даруваат успешноста на животот. Еве, нека го разбудат асистентот во секој од нас. И ние треба да бидеме асистенти на било кој начин. Редок настан, навистина, и уште поубаво што се случува пред 8 март, што значи и ние жените сме на потек. Да ги разбереме најпрво, ама и да побараме помош за нив. Имаме ли сила, председателке, тоа да го правиме почесто, а не пред 8 март? Во право сте, сигурно дека имаме сила. Ако има сила, сите оние чии имиња денеска ги гледавме, имаме и ние сила. Дури ми се чини дека и помалку се бара од нас. Да гарантираме нешто, да го организираме тоа како систем, мислам дека бенефитот ќе биде и наш, бидејќи се откажуваме од многу знаење, од многу енергија, креација. Јас сум сигурна дека во нив постои неискористено знаење, неискористена креација. Тоа го видовме, дури и верувам дека ако сте добар уметник, уметничка денеска во случајот, природата е совршен креатор. Умее да надомести онаму каде што нешто недостига. Ако чувме дека тоа им овозможува чувство на исполнетост, на љубов, што е прекрасно чувство, сигурно тоа ќе се случи. Имам две прашања на